Dragi pratili, odavno se nije družino preko video analiza. Večera će zborujem kako ruski predsedatelj, Savezna Ruska federacija, Vladimir Putin gi potkopao sad i zapao preko Ukrajina. Normalno, така не е почва това. Това почва некъде през 2014. Бидейки Владимир Путин kao един от най-добрите ръководители на КГБ, е подготвен и криен. Беше 160 ръководител, значи да не бъде корумпиран. Ono što se случило в Украина 2014 беше оръжие на САЩ и Запад, но сценарието го поставя Владимир Путин и канцеларката на Германия, Меркел, се обръща така. Не ви се каса да сборувам, когато се сборува, но сега ми е най-активно, що се случва. Че междувременно, кога Трамп беше kao председател в САД, Доналд Трамп от 2016 до 2020, гласувал се съюзът между Русия и Кина, бидейки на Русия е намета много санкции, а с Кина почна търговска война. Той ги изближва две земи, економски и военно. На Кина, на военизираната економска експанзия, която е економския държи САД, купувайки още чикашката берза, има и най-много дневни държавни записи, а на Кина и трябваше военна сила, ще ги помогли да таекне война, това е Русия. Вие Кина ги купи до С-400, после ги моделираше и С-300. И Русия на Кина ги помогна да създаде надзвучни хиперсонични ракети, сад кой ги няма, то и помогна и на Иран. Инако сега що гледаме в Украина? Украина е режия на САД и на Запад, народно, сценарието го рече Путин. Главните гумци се Володимир Зеленски, председател на Украина, и Александър Сирски. Защо са ни главните гумци, но не на Запад, на Владимир Путин. Но особено Зеленски добро игра своята улога като гумец на двете страни. Целта беше на Руската федерация демилитаризация наводна на Украина, това беше демилитаризация на САД и на НАТО. Владимир Зеленски имаше улога да бара постоянно нови оръжия, да се пука с по-големи ракети, значи Запад да ги изпрази магазините. И ovo ще случва в Курск, исто е оръжие на Руската федерация. Инако Русия можеше, ако ще влезе в Курск, украинците от другата страна имат по-малко гранични войска. И Русия намерно ги оттегнува операциите в Курск, защото в Курск се донесла до сега над 17 000 най-елитни военни единици, значи са по-леко от Донбас, специални единици и нацистички единици, кракери и други азовци и така нататък, да не ги реално сега. И Путин под Руската федерация намерно го улекува судрят или конфликтът в Курската област, за да що повече ги сотре украинските войници, елитите, но не само елитите. Украинците почнат да имат войска доволно, регулите не са доволно обучени и тук вече има и страни войници, които са поляци, французи, британци, нормално, повлечени да слушат на разни езици.
I preko kurs se vrši bukvalno celna demilitarizacija na Ukrajina sa elitните единици. A od druga strana oni se nadeva navodno така дека, тоа знаат дека не е така, дека Русија ќе ги порече единиците што са во Донбас и така, да забрани курс, но немаше потреба и нема потреба. Овој ќе потреба курс, уште најмалку да те мислам дека не се очистат сите единици. Инаку Русија е например за Александар Севски, проби имаше спеш малку, за мене проби да од Медведев така. Наводно луд беше на Сирски, кај Дени, а нема врска Русија да него вика дека е рускиот стол во стаклара во Украина. Зошто го вика тоа? Кога беше Бахмут, тогаш беше генерал на копните сили Александар Севски, таму ги праќаше азовците и нацистите. Значи најелитните единици што ги има Украина, а да е до нено уништување. Тоа го и сега прави во Курската област, со тоа што Донбас или Донецк, така, Лугански Донецк, се послободи Русија многу побрзо со квадратни километри ќе напредуваат, не со ветри. И изјавата ви должам, не няма толку, но што е многу смешно, значи Русија ќе пуштат, например, некој дрон, но не да направат штета или убијат луѓе, или ќе распростат дека Москва, за да можат да имат некој оправдување, да кажеме. И сега што се случува? Иронично беше, но вистинито беше, со смење, кога Владимир Путин кажа дека поддржува Камала Харис, но вистина не поддржува. Зошто? Се ќе ви кажам. Бајден, за мене е глумецот, затоа е сменен со Камала Харисон, неодамно почна висинскиот, него донесе Кина на власт, за да престане трговската војна меѓу Кина и Русија, Кина економски да овладее Запад и нормално сват. Он е купи чикашката берза, тоа беше најстара берза во време, имаше 150 години, значи тоа беше скоро 7-8 години, и многу брендирани фирми. Е, само еден пример, ако не се знаеле, дали се некој случај дека некој полицаец во Мејкуцево, не, него само црнците. Кинезите економски ја држат сват, таму секој кинески бизнисмен што е во сват мора прво да плати данок на Кина, а тоа е оно што ќе остане на сват. И автоматски Трамп со неговото владење 4 години успеа ете да ги зближи Кина и Русија. На Кина и требаше воен заштитник, а на Русија економски одржуваш. Па ви гледате, Русија економски со БДП е надмина Германија и стана 5 економска сила во свет. Во моментот се гради гасовод кој е 1470 км, скоро 500 км до Кина. А инаку, например, гасовод Северен ток 2, што беше во Германија, не е целосно, четврта. Мислам дека има 4 цевки, четврта цевка е цела, значи може секој време да оди газ кон Германија, но не сме да го пуштат од сад, да добие можат 5 пати поскапо да го продават газ. И со доаѓањето на Камала Харисон ќе дојде до распад на Америка, а пак ако дојде Владимир Путин, Доналд Трамп, може на граѓанска војна, која е веројатно на Русија и на Кина не одговара, нив одговара мирен распад на САД и економски пат, што ни за време на Бајден пред тоа дожи околу 23 милиарди, 23.000 милиарди долари, сега дожи околу 35, чујте колко изголемено. Значи првата криза 2008 беше, тогаш Обама објави дека испечатали 10.000 милиарди долари без покрити. Значи, он го зголеми дупло, демократите, сега повторно зголеме. До тие причини, навистина и Владимир Путин и Си Џинпинг го поддржуваат, ја поддржуваат Камала Харис. Бидејќи тоа побрзо ќе доведе до
ekonomski patili kolaps na sad, koji i na zapadu neke događa, koji će gi raspad i EU, i NATO, i sad na poće države, bez krvoprelivanja. Vidjeti koji će nema pari, narod će ide na ulici, haos će se slobode i znači glavna ta rabota, ja mogu pa ti kažem, što Putin go pravi, evo ja nemam dobro postavljeno, natalna karta, nego to glavno oružje nije ono što ima vojno, a Rusija u ovom momentu vojna sila broj 1, a pored njima to hipersonično natočno oružje, toga se i kalibar, i mnogo, i kinžal, i da neki jedan torpedal to po 7 A dok Amerika se uopšte nema hipersonično oružje, a Rusija im pomogne i na Kina i na Iran. Iako to vojne su Kina, Rusija, Iran i Sjeverna Koreja. Na primjer, Sjeverna Koreja i Iran su strateški partneri. Rusija ga Kina ne oti. Сепак Русија е внимателно со Кина, со ние има и војни, особено после Втората светска војна и така натаму. Да не ги пратили, ово беше све за вечер во анализа, така да нашите политичари не треба многу да ветуваат Европска унија пред самиот распад. Тамо се случуваат катастрофи економски збором. Германија веќе втора година е во рецесија, а Германија е локомотивата на Европската унија, значи економската сила. Да ги пратили секој ова вечер, уште еднаш кај ќе напоменам, оние што сака да ме следат, значи треба на YouTube, кој ќе отворат мојата страница, веб, да го притиснат видеото на YouTube и да стават subscribe и препати се бесплатно. Сакам добра ноќ, убав сон и со заставот напред.